Dobar ден, драги ученици, јас сум професорот Петрушевска Бети од гимназијата Сами Фрашари од Куманов. Ке се движиме уште во полето на стилистиката и претходно ги спомнавме научниот стил, потоа официјално деловниот стил, потоа го спомнавме административниот, сега ќе го спомнеме публицистичкиот стил. Овој стил, ги покрива сите области од општествено-политичкиот живот. Образование, култура, спорт, наука, економија, политика, како и секојдневниот живот. Најмногу го има или се појавува во пишаната форма, а помалку го има во говорена форма. Да видиме каква е функцијата на овој стил. Тој има функција, има задача да информира, да мотивира, да действува и да пропагира. И на тој начин тој би успел да создаде едно јавно мислење во општеството. Многу е важен, овој публицистички стил од голема важност е за брзото пренесување на информацијата или за привлекување внимание, каде што насловот може да биде придружен со поднаслови и со наднаслови. Со големи букви, со болдирани наслови, бомбастични фрази, за да привлече внимание. Важно да споменеме е, кога го употребуваме овој стил, треба да се користи, односно да се пишува на македонски литературен стандарден јазик и воопшто да се гледа да не се прават грешки. Меѓутоа, денеска се води и за тоа сметка. Порано, ако не се водело, денеска се води сметка и за тоа, па така текстовите се подложени на лектура и коректура, посебно пак откако излезе законот за употреба на македонски јазик. Во овој стил карактеристично се употребуваат овие фрази: штрајк, митинг, демократија, кампања, политички маркетинг и други слични зборови. Одликите на овој стил, се условени од неговите корисници, кои се со различен степен на образование и со различен интерес. Да ги видиме неговите подстилови. Подстилови на публицистичкиот стил се новинарскиот подстил. Тука имаме репортажа, интервју, хроника, приказ. Тука сите тие се каде што новинарите доаѓаат до израз, каде што се нивни согледувања, нивни видувања и нивни работи, нивно дело. Публицистички стил, во потесна смисла, тоа е вториот подстил, тука спаѓаат фељтонот и монографијата. Каде би се употребувал овој стил? Негова најголема употреба се големиот број на весници, списанија, потоа емисии на радиостаници, на телевизиски канали и слично.